Денешен наш прв гостин е Димитар Кавраков, председател на Македонската асоциација на туристичките водачи и придружници. Добар ден и добро дојдовте во денешната емисија. И вие сте претходно, како кажавте, ако не беше мајка ми, немаше да бидам жив, токму еден од преживеани. Така. Имав тогаш тамо 3,5 години и во Чаир, кај што живеевме, мајка ми беше таа која што ми извади од собата и ми изнесе надвор. И беше муаветот тоа дека има тоа се шокови кои што потоа придонесуваат да ги памтиш како слики, иако не памтам што сум јадел пред 3 дена. Така. Ве повикавме навистина да го представиме Скопје како еден туристички град. Дали можеме да го ословиме градот Скопје како туристички град и дали е привлечен, дали е атрактивен, бидејќи навистина забележуваме ние, можеби новинарски или како посетители од другата страна, дека има доста домашни и странски туристи. Да, секако. Со овие можности сега за комуникација со интернетот и така натаму, се дознава многу и морам да признаам дека во контакт со оние странски гости со кои што ние соработуваме и работиме со нив, ги заскокоткува да дознаат повеќе за градот, затоа што наоѓаат се повеќе и повеќе одредени работи кои што сакаат да ги сложат во една целина. И ние колку што можеме, а можеме доста, да им се најдеме тука за да направат тие коцки да ги сложат во една целина. И морам да признаам дека си одат многу задоволни од овој град. И уште една работа има што зачудувачки и дали благодарение на самиот град или благодарение на тоа како ние им го презентираме, имаме повеќе кои што се враќаат пак. Одлично. Сакам да ве прашам, во таа приказна што ја вклопувате, повеќе сакаат да ги гледаат градбите кои што се автентични од Старо Скопје, како велиме, конкретно тврдината, чаршијата, камениот мост, Ристикјева, или веќе новите градби, или сето тоа се вклопува? Што е атрактивно за туристите? Морам да признам дека ние сакаме малку да се пофалиме водичите дека сме амбасадори, од проста причина што гостинот на аеродром се сретнува со нас, бива 7 дена со нас, пак го испраќаме на аеродром, значи се што ќе понесе таму кај нив, понесува од нашето излагање. Одговорноста е огромна на таа тема, меѓутоа досега морам да признам дека јас и моите колеги сме доста успешни на таа тема. Многу често имаме ние обичај да кажеме нешто со гордост кажуваме, а нешто со гордост преќутуваме, што се однесува до тоа. Има многу работи кои што и странците ги гледаат и ние ги гледаме. Многу често, најчесто всушност, имаме проблем со правдањето на ѓубре. Имаме тој проблем. Тоа е нешто што веднаш паѓа во перцепција. Веднаш паѓа во перцепција, кучиња, ѓубре, питачи и така натаму. И обично сакаат тоа да го приметат и да се обидуваат да прашуваат зашто е тоа, сето тоа. Така и ние мораме да го исправдаме некако, а инаку што се однесува до се повеќе се они по старите градби, и тука кај нас, со обзир на тоа дека има одредени слики по интернетот веројатно на плоштадот и на улицата Македонија, каде што на тие слики се гледа дека има коцка и многу често прашуваат, а кај ви ова више убава? Така. И така што и тука имаме ние секојаш застануваме на браникот на сето тоа и се обидуваме многу да влијаеме врз институциите да ги средат тие работи, имаме успех, неуспех, падови и така натаму. Со што во секој случај тие луѓе, веројатно заради гостопримливоста на македонскиот народ, сите нас си одат со убави спомени. Со убави впечатоци. Во текот на целата година не имаме туристи. Ние немаме сезона или надвор сезона? Или во летниот период сепак е поголема бројност? Најмногу е на пролет и на есен, меѓутоа сега веќе почнува полека колку е тоа, колку ние сме направиле да тоа биде така, имаме сега веќе и во лето. Сега од оваа емисија јас ќе одам со една група од странска да работи.